Јазот помеѓу сиромашните и богатите, но и последиците од корона кризата и најпогодените граѓани. Тамо се најдоа лицата со ниски примања, но тука беа и младите до 29 години како лица на кои најмногу им се намалила платата во овој период. Кои чекори ќе ги превземеме за да може овие млади да ги задржат работните места, да ги добијат повисоките плати кои што им биле намалени, и со оперативниот план колку млади лица очекувате да бидат вработени? Значи, прашањето за таргетирање на младите е комплексно прашање, како што е прашањето на таргетирање на различните категории на луѓето. Кога ги креираме мерките, некогаш во претходните години заборававме да специфично таргетираме одредени категории на нашите сограѓани. Оваа година за прв пат и во оперативниот план, но и во сите други програми воведовме неколку принципи, за кои што имавме мала дискусија, но веројатно многу полемики. Воведовме принципот на диверситет и инклузивност. Тоа е всушност еден од клучните принципи кога се градат политики и програми, а тоа е како секој еден кој што е најранлив може полесно да се интегрира во политиките и програмите на владата. И токму овој принцип е основата да како ние во наредниот период ќе ги таргетираме тие кои што се биле најранливи заради COVID или биле ранливи заради начинот на како програмите се спроведувале. И затоа во оперативната програма таргетот е минимум 30% млади да бидат таргетирани, но ја би кажал треба да се гледаат сите програми сеопфатно. Како младите во нашата држава да се повработливи, како да се направи систем кој што ќе креира можности, а младите сами по себе ќе бидат повработливи. Реформите во образованието, особено фокусот во стручното образование, е едно од клучните алатки за поголема вработливост на младите, а особено е битно да знаеме дека младите како категорија не се помалку платени, туку они заслужуваат да бидат платени како секое едно друго работно место, без разлика дали се млади или се постари, дали се жени или се мажи. Исто тоа е кон тоа што ние се залагаме, а тоа е родовата еднаквост, но родовата еднаквост не е од аспект на застапеност, туку од аспект на третирање. Дали е жена или е маж на исто работно место, треба да биде исто платено. Тоа е нешто што ние веројатно во општеството малку го дискутираме, но ние како функционери на извршната власт треба да го таргетираме, да го адресираме и да се бориме против таквите негативни појави, и затоа сметам дека денеска и со сите програми оваа година, без разлика што е тешка пост-ковид година, која што се уште не сме сигурни дали ќе биде последна година како излез од пандемијата, ние гледаме како да креираме развојни програми кои што навистина ќе дадат можност. Као диса плани оперативно кој што ни преборје е ветëm një masë, ka disa masa në planin operativ. Një prej masave që do e thoja është garancioni për të ri, i cili në fakt është një instrument që për herë të parë shteti jonë ka apliku para jo më shumë se 3 viteve, dhe tani po jep të themi efektet e para pozitive. Kjo është e dedikuar kryesisht për kategorinë e të rive. Por në masat operative ka edhe të rritë janë të prirur që të aplikojnë në cilën do mas tjetër, edhe për masat e vetë punësimit që janë grante në shuma të ndryshme prej 5.000 deri në 10.000 euro, që është një stimulim i kompanive të reja, është punësim tek punësuesi, punëdhënësi i njohur e tjera, janë gjitha masat ku në fakt ne të rritë i targetojnë. Синдикатот вчера после економско-социјалниот совет остро реагираше дека работодавците и владата ги надгласале на економско-социјалниот совет и дозволиле само 200 денари покачување на
минималната плата, дури најавија дека по законски пат пред надлежни институции ќе ги бранат работничките права. Ваш став за тоа? Ние вчера имавме историски момент. А тоа е дека јас сум поборник на консултации и изнаоѓање на консензус со сите чините, вклучувајќи и синдикатите, вклучувајќи и работодавачите и вклучувајќи секој еден граѓанин на нашата држава. Ние во период на криза, сметам дека тоа сите го признаваме, направивме исчекор, а тоа имаме зголемување на минималната плата од 1,7%. И тоа е за поздравување, затоа што податоците укажуваат дека треба да се прилагоди минималната, усогласи минималната плата со критериумите. Но искрено мораме една за секој да сватиме во нашата држава, дека владењето на правото почнува од нас самите. Не можеме заради политички поени да кажуваме кога законот пропишува одредени критериуми, едноставно да ги занемариме. Имавме различно гледање на еден од критериумите. Во законот за минимална плата стои критериумот дека минималната плата се усогласува според процентот на зголемен пораст на брута плата, на бруто домашниот производ, извинете, а ние во терминологијата и Државниот завод за статистика познава реален раст на бруто домашен производ. Тоа е светска терминологија која што се користи за бруто домашниот производ и мерење на бруто домашниот производ. Синдикатите ценат дека тоа што е дефинирано како пораст, дека бруто домашниот производ може да биде само позитивен. Ние тврдиме дека реалниот раст на бруто домашниот производ кој што Државниот завод за статистика го дава како податок може да биде и позитивен и негативен. Ние имавме негативна стапка на раст минатата година, за жал, со минус 4,5% и таму беше разликата на толкувањето. Синдикатите велеа дека ние треба да земеме нула како единица за реалниот раст на бруто домашниот производ, кога ние имаме фактички еден податок кој што е официјален податок од Државниот завод за статистика и таму беше кашењето. Не е поентата дали ќе имаме, дали оваа влада има политичка волја. Ние сме докажале дека политичка волја има. Ние денеска не се гордееме. Јас сум тој кој што имам кажано дека минималната плата се уште не е достоинствена, дека ќе работиме во добри услови, кога ќе бидат условите такви да ја зголемиме минималната плата и до 18.000 денари. Но денеска не е моментот да покажеме дали имаме или немаме политичка волја. Само пред 3 години минималната плата беше 8.500 денари во одредени сектори, 9.000 во сите сектори. Денеска е 15.194 денари. Тоа е политичка волја. Тоа е укажување дали сакаме или не сакаме, но вчера имавме разидумување дали владењето на правото е исто за сите. И јас стојам на ставот дека тоа е тоа што треба да го направиме. Синдикатите претходно и така апелираа дека минималната плата треба да биде 60% од вступната просечна плата која што ја земаат во земјава. Сега не го достигнуваме тој процент, односно они велат дека минималната треба да изискува 16.900 денари, како што е во европските земји. Дали имаме простор да размислуваме ако веќе претендираме кон Европска унија да го согласиме ова и да имаме 60% од просечната плата? Ја претендирам да минималната плата биде уште повисока од 60%. Но кога економијата и сите ние доволно ќе бидеме продуктивни и ефикасни, за да економијата креира раст кој што тоа може да си го дозволи. Ние бевме на 40% на минималната плата од просечната плата. Достигнавме на 53,4%. Во овој момент тоа е просекот. Да, стремиме кон 60%, но тоа се прави постепено. И тоа ќе го достигнеме во еден даден момент. Во владината програма имаме кажано дека минималната плата треба да биде 18.000, а просечната плата 36.000. Тоа е точно тоа што сакаме сите да го гледаме. Ке одиме уште подалеку од тоа, ќе стигнеме и на минимална плата од 20.000 денари, кога нема да зборуваме за економска криза.
Бидејќи субвенциониравме работодавачи, субвенциониравме све, дали во некој од наредните пакети размислува владата за субвенции на лицата, односно вработените со ниски приходи, бидејќи сепак 70% од вработените се на минималец кој сега е зголемен нели само за 200 денари. Проценти од вработените земаат минимална се под 18.000 денари да речеме, што значи дека со две такви плати не може да се протурка. Иначе да, податокот официјален во нашата држава е 10% од работниците земаат минимална плата, околу 75.000 луѓе се на минимална плата, од вкупниот број на вработени во државата од 730.000, 740, зависи во кој временски период тоа го гледаме. Се согласувам, ние укажавме минатата година кога беше најпотребно за да се направат мерки кои што ќе помогнат на најзагрозените, дека имаше таргетирано и стопанство и граѓани и во суштина тоа покажа дека заради таквите мерки ние дадовме или намаливме падот или ефектот на нашите мерки направи да имаме помал пад од отприлика 4,2% од бруто домашниот производ. Или да го кажам тоа народски за граѓаните, дека ако не беа мерките во 2020, нашиот пад на бруто домашниот производ ќе беше 8,7%, сега зборуваме за минус 4,5%. Да, ќе продолжиме да ги следиме состојбите, ќе се заложиме да економијата може сама да генерира достоинствени примања и тоа се прави конзистентно преку различни програми. Добро.